Добро утро! Сега е 6:06 минути. Надворе црна темница, мисле дека ќе биде дење, не знам зашто мисле дека ќе биде дење. Прс пред око не се гледа, загадено максимално, али тоа е што е. Се идеме да се спремиме и идеме за Турција. Идеме за Истанбул, на сајм за мебел и малце да прошетаме. Утрински фан фактс. Вчера почнувам да се спремам во 11:30 вечерта и вадам вака ранец, вставам, работи, ова, она и само барам главното, пасошот си обарам, не можам да го најдам. И сега ми текно, баре, каде, не можам да го најдам. И ми текно, викам, чекам да некај другар, кај што бевме последно заедно. Среќа некако останал кај него, дали у коло, дали у некој куфер, не знам кај го најде. И вчера у 11:55 отидов да си вземам пасошот за денеска да одам. 7:50 бординг, а сега е 10:33, бординг во 12. Што се смееш, бе? Владимире? Че можеш да си бираш филм, што ќе гледаш и овдека сега си бираш жанр. Значи буквално има, апсолутно има се овдека. Thank you. Искрено да сега сум немал вакво искуство. Ти даваат салата со моцарела, сендвич, кола, водичка, некое благо и 1,70 со карта на се, така да 14. Браво. Овдека вика гириш, изгледа само за женски. Малце гужвица. Замисли си на аеродром и сите купувате исти куфери. Дали мислите дека некој од овие ќе се снајде за кој куфер е нивни? Јас овдека мислам дека никој не би се snašao никош. Да, стигнавме во Истанбул и тоа е тоа. Идеме сега да најдеме такси или некој превоз, па да се сместиме до хотелот. Еве сме сега во Истанбул, само што станав пред малце. Сега се облеков, се средив. Ова ми е мојата собица, што има извареден поглед во мол директно. Се наоѓаш на 8 кат во некој мол, али локацијата му е одлична. Вчера само што стигнавме, беше, мислам дека 6:30 по турски и немаше ни време ништо да видиме, отидовме на сајмот пола сад, али ништо не видовме, така да сега денеска идеме од Савајле, од рано ујутро, да видиме што има, па се гледаме натаму. Значи хотелов натре е милина, али надвор чим видиш како Бејрут да си. Овдека на кров браници имаат овде, поправаат коли. Влага кола, става завеса и чао. Ја би на партија фудболче. Мислиш у мол некој влегаш овде? Луксузот што го имаат овдека на овој левел, ова е ненормално. Значи само видите го како изгледа патот. Ја вакво нешто немам видено. Дури имате жива музика. Ова е next level. Ова е салон за мебел, рачунајте. Кажете избогом на архитектурата, више. Се може да се прави со drag and drop. Значи си гледаш, си ставаш маса, фотелја, гарнитура, се што сакаш на едно место. Маса, 6 столчиња, експорт цена. Тоа значи без царина, без данок, без транспорт и сите други дополнителни трошоци. На следниот сајм вако си купам. Куфер со моторче, да си се возиш.
virus charging. Значи овдека производите што ги имаат, му се лудило. И цената според тоа што видов, значи според квалитетот е одлична. Така да ова може да биде нашата следна бизнис авантура. Ова е најлудото нешто што можеш да го видиш. Значи, рачунајте дека ова е саем и сите овие вложуваат толку пари за се вака да изгледа и за да продаваат мебел. Технички, колку и да се продава внатре, не се продава, туку се работи овдека за експорт. Како е ова се средено, ова е ненормално. Владимир, шо ќе изјавиш ти? Се смачија ти кажам право. Сега допрва кешета со куферот. Со јакната. Ела. Ајде. Welcome. Да видиме сега што има овдека на овој саем. Ова е баш оној уствари саем што ни треба. Во споредба со другиот саем, ова е измислено. Значи, ова е вистинскиот начин кај што се прави шопинг. Значи стандардна цена, стандарден производ. А тоа другото се е измишлјотина. Еве ги следните производи што доаѓаат во Homelight. Како се спакувани. Наскоро. Сега да влеземе во вистинскиот Истанбул. Merhabalar, hoş geldiniz. Merhabalar. Деда Мраз дојде со поклонче и оф. Сега јадам од баклава. Што ја земам? Баклава е лудило, значи преблага. Али баш она турска баклава. Идеме сега да смениме $20 и да земеме од нивниве пари турскиве лири. Зашто ми се пие вода, а не ми даваат да купам со картичка. Сега ќе смениме. Hello. Колку треба? 35, 50, значи прилика колку треба 20, 700 лири треба да земам за $20. Еве како изгледаат турски лири. 700 турски лири, $20. Минатиот пат кога бев, не ни смени пари. Само дојдов. И тоаш интересен факт е што тоаш беше лирата беше 19 или 18 лири беше 1 евро, а сега скоро 40. Значи инфлацијата во Турција е страшна. И скоро на секој 2 месеци им се менјале цените. А еве на турска лира паричката им е многу бава. Еве ги баклавите сега што ги јадеш. Од друга страна. Тато, као ти се свиѓа Истанбул? Супер е, прва лига. Се идеме се ценкаме за некој Ролекс, а? Да. Ама со К да е Ролексот. Сока мислиш и ти? Овдека со К тешко. Еве овдека ги гледам со К. Ги има на кило и тоа. Не, наваму надолу имаше боле. Ги имаше целосно. Стигај десно. Што, десно идем? Бе, воске ме мавне, бе. И од тука? Овие се луди оде, бе. Ајде, откарше. Абе, не, имаше, ако има поло оригинално, ова како не поминало покрај полова. Уса поло е ова. Добро, ајде. Значи ова е така. Да. Дуру. Се верим. Место у Саут Бај, овде. Тенки. Зошо да не? Не, јас сум. Ова е посладко ева да јадиш. Не, остеше посладко. Одека поише ќе се најдеш него таму. Те фрлиме таму Да касниме поет. 50 евра за стек и на крај гладен ќе остане. Сакаш? Ајде. Ајде, не мора да знаат. Не мора да земи едно од нога ќе го касниме. Едно од нога. Ајде. Ќе делиме чикен или онакво друго нешто е? Теле. Телеч, ја? Ајде. Ајде, јам како ќе се разбереш сега. Не ти дам јас од моје пари, да знаеш.
Картичка има? Абе, каква картичка, бе, ништо не работи. Биф. Okay. How much? 310 lira. Окей. Чекај, јас да го извам богатство. 10, 100 и таман имам. Абе, баш мислев милионер сум со овие Thank пари. you. Ништо, ми остана уште Кој се нашо? 400 лири. Поздрав од Blue Mosque. Ова не е Аја Софија. Аја Софија овдека. Али Аја Софија треба да се направи TikTok трендот. Као гледаш на Инстаграм, изгледа као вау, доаѓаш уживо и ја гледаш вака, реалност. Апсолутно ништо не се гледа. Thank you. Ben gelene kadar da sen acıkırsın. Ден број 3 на Експо центар за мебел во Истанбул. Ова вчера кај што бевме, само пак вчера стигнавме последни во 6 сат, тоа работи до 7, затоа денеска сме први во 10:00. Усори, ние вчера влеговме од некоја споредна врата, тоа беше ептен мало, а сега влезов е Mega Pro Max. Сепак мислев дека ќе дојде крајот на тие лудечки интериери и лудечки штандови, ама нема везе, ова кој од кој е полудо. Повторно се вративме на тие луди работи. Една од причините зашто да посетите саем во Турција, целосен кревет, душек и даската позади за 199 евра. Цената е за 160 на 200, значи за стандарден king size или queen size, не знам точно како се вика, ама цената е за 160 на 190. 200 евра е комплетно. Ова кај нас, со се царина и со се данок, нема да испадне повеќе од 300 евра. Така да, оваа цена, минимум продажна, кај нас, со се душек, би требало да е околу 600 евра. Ова е најлесниот начин како да заработите пари од Турција. Исто така, имате и гарнитури, што се огромни, со димензии, мислам дека ова повеќе од 3 метра, што се за само 470 евра. Значи, на оваа цена имате само транспорт и данок, ја прескокнувате царината, зашто се е произведено во Турција. Овие сите гарнитури овде што гледате, 450, 260, 950 евра, сите се компресирани гарнитури. Секој делче од гарнитурата се компресира и доаѓа како душек. И за неколку секунди имате целосен производ, односно целеносна гарнитура. Еве ви информации за како се вика фирмата, доколку сакате да ја контактирате, да направите, да започнете некаков бизнис, повелете. Многу е битно да направите конекција со сите и да дадете само визит карта. Они ќе ви испратат вас каталог, ценовник и се што треба, а ваше е да се видите дали ви одговараат производите, дали можете да ги продавате тие производи за цените они што нудат. Најчесто нудат цени на вакви на сајми, нудат цени во плафон, ама затоа после сајмот доаѓа време кај што се ценкаш, даваш тебе цена која ти одговара и нормално спуштаат цената. Минималната цена тука спуштена е за уште на таа дадената продажна цена, па уште за едно 10-15%. Убави работи имате. Едноставно дисплеите. Може да видите разликата од целосен кревет заедно со душек, заедно со ковчег со се за 200 евра и да видите како изгледа маса што се околу 500 до 700 евра една набавна цена. Нема везе
Масава сега што ја гледав, набавна цена 1390 евра. И на оваа цена има само некој смешна работа. Или 6 кревети у превод. Ќе решам сега, пошто сега неке. Домашни ве не купам. Како хорор филм додам. Дупка без крај. Па сакаш холдинг? Ова ти е холдинг како изгледа. Добро дојавте во Шпар Касабанка. Сега ќе примиме на шалтер во кредитирање. Наскоро ќе почекате. Ве молам, седнете на овие портокалови столчиња. Лале, колка ова нема крај овдека. Јо. За гениална маркетинг идеја ја прогласувам оваа фирма Mr. Sleep. Значи на самиот сајм има направено како куферчиња. Овие се устари како картони, коцка картон, празно внатре и само што да земеш некој маркетинг материјал, се ставаш внатре и тоа е тоа. Ама што е поентата на ова? Сите одека се шетаат и си овозат тоа. И цел сајм те гледа дека као реклама устари правиш ти на Mr. Sleep. И пишува сала 5, хала 5, поточно број 515. Значи устари сите си го земаат и си овозат како бесплатен маркетинг. Луѓе, пак си земаат. Треба да најдете начин за маркетинг, иако сите даваат овдека бесплатни работи, мислам дека оваа фирма за кревети го има најдобриот маркетинг, ајде да кажеме на некој начин бесплатен или доколку се така е многу ефтино за да се направи, али сите ќе знаат и ќе го видат тоа, таа фирма, и кога ќе дојдат уствари на нивниот штанд, више сите ќе знаат, ова го имам видено. Така да, маркетингот, браво, топ. Или у Турција, у секој мол или кој била затворена просторија, секој да има два какал security check. Ако имаш ранец или нешто, само го оставаш и си поминуваш исто како на аеродром. И апсолутно не се ли ни гледа крајот на ниједна страна. Има многу толку депарчер што имаш да одиш до некој гет 18 минути пешки. Чекај за авионот да си искористиш малце во Луи Ви, Фенди, Картиер, Прада, Ермес. Джабе да ме окапали чаршија. Еве го и тука го имал. Сега ќе врти златен стек, ќе искочи со одваја да фрли 2 грама сол. Nike вика, buy one get one free. Овие и овие. 134 евра. Еден интересен факт за аеродромот во Истанбул е тоа што од 2018, мислам дека беше, е целосно преселен во сегашниот, односно новиот аеродром, а порано бил скоро блиску до центар на Истанбул и тогашниот капацитет бил отприлика 68 милиони луѓе годишно да прими овој аеродром, а сега со новиот аеродром имаат капацитет од 96 милиони луѓе посетители на месец, на година. Некаде тоа мислам дека испаѓаше повеќе од 300.000 луѓе на ден да имаат посетители, што прават само влез и излез. Така да не за џабе овој аеродром е најголемиот, мислам еден од најголемите во светот. А исто така, оваа целосна преселба за да го аеродромот в Истанбул го има добиено и само во име како што било порано ИСТ, онова во заграда што е кратеницата ИСТ и сега е ИСТ, но имаат направена цела преселба за 48 сати. Значи вклучувајќи сите авиони, сите вработени, се за 48 сати. Знаеш дека е успешен инфлуенсер која има дури и на аеродром. Kylie Cosmetics, Kylie Jenner. Последни неколку минути овдека на аеродромот. Нема потреба да ти е досадно на аеродром. Можеш да си играш PlayStation, фифица. Ништо, идеме у хотел. Утре 12:30 PM. Значи ова само се случува само кај нас.
аеродромот е затворен и не слетуваат авиони зашто има магла. Во 3 дена, не знам колку авиони имаат откажано, како и првично, кога доаѓавме, првиот лет ни беше откажан, кај што мораше да биде rescheduled за 4 часа подоцна. Така да, сега имаме нови карти за утре во 12:30 и ќе спиеме сега негде во дневниве хотели на аеродром. Ево ми се нема случајно. Значи не е возможно во 3 дена леташ 2 пати и 2 пати да има откажано лет. Apparently требало да излезеш од Турција па да влезеш за да те сместат во нивниот хотел. Само ако нема утре бизнес класа. Буквално сега не малтретираат напред-назад. Значи ние сме биле во Турција и сите што идат денеска за Македонија се за транзит и нас не ни даваат да влеземе назад во Турција зашто морало да поминат 12 сати. Сите што беа цел авион, цела група не чекаат сега нас за да идеме да ни стават некои посебни печати, посебни копии на карти, не знам што како, за да сме влезеле пак во Турција, за да имаме можност за утре да излеземе. До се уште еднаш ќе летав до Турција назад. Уште саат и помина од последното кога се пријавив. Сега излегов надвор, значи се пак сум технички во Истанбул. И сега еве, конечно најдов знак Hotel Desk. Друже, Hotel Booking, не Hotel Booking. На крај десно. Turkish Airlines, Hotel Desk. Не најдов, 1, 2, 30 души чекаат више. За таму сум сигурен. Има зашто Хилтон. Мела, јагода, ајде шоколада топлинка. Така.